Почитувани присутни, драги гости, дами и господа. Од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од свое лично име, дозволете ми да искажам благодарност за вашето присуство на денешната свеченост по повод инаугурацијата, односно свеченото примопредавање на должноста ректор на 24-тиот ректор на УКИМ, професор доктор Билјана Ангелова. Денес имам чест и пријатна должност да ги предадам ректорските инсигнии на професор доктор Билјана Ангелова, која во изминативе 7 години од моите 2 мандата како ректор на УКИМ беше проректор за финанси, инвестиции и развој. Изборот на професор доктор Билјана Ангелова за ректор во наредниот 3-годишен период значи поддршка за најдобриот од пријавените кандидати, поддршка за најдобрата изборна програма која ќе биде фундамент за натамошно напредување и развој на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и за цврстување на приматот и високото место кое заслужено го завзема во нашата држава и во регионот. За мене овој избор исто така значи и позитивна оценка и признание од страна на академската заедница на Универзитетот за сработеното во изминатиот 7-годишен период. Вршењето на функцијата ректор на Универзитетот во овие години на општествени, политички случувања, посебно и во 3 години на пандемиски услови, воопшто не беше лесно. Но УКИМ успешно се справи со сите предизвици и стана уште подобар, посилен, значаен фактор во европскиот заеднички образовен и истражувачки простор, перманентно работејќи во насока на заекнување на својата позиција како рамноправен и респектабилен член во европското и светското академско окружување. Но без оглед на сите тешкоти во 7-годишниот период, функцијата ректор на УКИМ ја вршев честно и одговорно. Секогаш бе воден од визијата и развојниот концепт за силен, современ универзитет, доследен на остварување на својата историска обврска и својот долг, остварувајќи својата мисија во развојот на високото образование, да ги следи вредностите на своите патрони, светите Кирил и Методи. Почитувани, во оваа прилика сакам исто така да им се заблагодарам на сите мои соработници, деканите и директорите на единиците на УКИМ и на членовите на Универзитетскиот сенат во 2 мандата, на целиот наставно-научен кадар на администрацијата, на сите вработени за нивната посветеност, вложено време и работа во изградбата и развојот на нашиот УКИМ. Во моето пригодно обраќање пред академската и пошироката јавност по повод 24 мај, патрониот ден на УКИМ, дадов куса ретроспектива на сработеното, ретроспектива која ќе биде дополнета и заокружена со поднесувањето на годишниот извештај за работа, кој е во процес на изработка и кој ќе ви биде наскоро доставен на увид. Повеќе од сигурен сум дека новоизбраната ректорка, професор доктор Билјана Ангелова, ќе продолжи по патот на нашите претходници во одржувањето на автономијата и јакнењето на универзитетот. Тој пат ќе биде вистински и без препреки само ако го одиме заедно, само ако сите се заложиме да продолжиме да го надградуваме и унапредуваме Универзитетот Свети Кирил и Методи како автономен и современ универзитет. Со своето искуство и знаење останувам секогаш отворен и спремен за конструктивна соработка во насока на перманентно развивање на дејноста, како и континуирано зајакнување на позицијата на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како рамноправен и респектабилен член во европското и во светското академско окружување. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како државотворен универзитет, чие мото е традиција, потврдени вредности и квалитет, има одговорна мисија да ги чува, да ги промовира и да ги развива нашата култура и идентитет, а тоа бара силна поддршка од нашето општество и од сите нас како главни носители на мисијата.
Од редовите на редовен универзитетски професор на медицинскиот факултет, ќе проложам по патот кој го одбрав, да им служам на мојот универзитет и на мојата земја со сиот свој личен и професионален капацитет и сето свое знаење и енергија да ги употребам во академската соработка и научниот развој кои отвараат нови хоризонти, кои создаваат дополнителни вредности, а тоа се слободната мисла, демократијата и просперитетот. Мојата цел е да придонесам во засрстување на европските вредности на нашиот универзитет, но и на нашата држава. Со добра мисла и добра намера ве повикувам сите конструктивно да соработуваме и заеднички да твориме и градиме со една цел – развој и просперитет на нашиот УКИМ. Само на тој начин ќе успееме да реализираме нашата заложба, визија и мисија УКИМ да продолжи да се зајакнува како модерна, динамична, образовна и истражувачка институција и да предничи како водечки, најдобар и најголем универзитет во државата и во регионот. Почитувани, дозволете ми согласно со член 189 од статутот на УКИМ да го извршам чинот на инаугурација на новоизбраниот ректор професор доктор Билјана Ангелова. Почитувана професор Ангелова, ве замолувам да ги примите ректорските инсигни, со што ќе ја примите и должноста ректор на најстариот и најголемиот универзитет во државата, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ја поканувам ректорката професор доктор Билјана Ангелова да ја потпише свечената изјава, а потоа да се обрати на присутниот аудиториум. Благодарам, ректоре. Почитуван министер за образование и наука на Република
Република Северна Македонија, господин Једон Шакири, почитувани ректори на други универзитети во земјава, почитувани поранешни ректори, почитувани членови на Универзитетскиот сенат, почитувани декани и ректори, почитувани представници на бизнис заедницата, драги студенти, драги колеги, драги гости, представници на медиумите. Ви благодарам на сите за присуството на денешниот свечен чин. Со тоа ја збогативте оваа церемонија и ја потврдивте несомнената важност и значење на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје за нашата држава. Ја користам оваа можност и да се заблагодарам до сите членови на Академската заедница науки за укажаната доверба. Огромна е честа да се биде ректор на најголемиот, најстариот, најзначајниот државнотворен универзитет на Република Македонија. Универзитет кој повеќе од 7 децении негува традиција на врвен квалитет во високото образование и во науката. Универзитет кој што бил активен двигател на многу процеси во општеството. Универзитет кој секогаш одговорно реагирал на многу и мудро на многу предизвици во општеството. Универзитет кој има значајно општествено влијание, особено во развојот на науката, образованието, уметноста и културата. Ректорските инсигнии како символ на возвишена должност ги примам со нескриена возбуда, затоа што оваа мисија не е само голема чест, туку уште поголема одговорност. Огромно е наследството на вредности кое во повеќе од 7 деценискиот период, во повеќе од 7 децении е создавано со мудрите одлуки, посветеноста и авторитетот на сите поранешни ректори науки, но и на Академската заедница. Затоа мојата одговорност е уште поголема да го продолжам ова наследство на вредности, да ја продолжам традицијата на врвен квалитет во високото образование и науката, да се заложувам за реализација на автономијата и за јакнење на универзитетот. Постигнувањето на овие цели не е лесно, патот е долг, трнлив, полн со предизвици, но само ако го чекориме сите заедно и ако сите заедно работиме на унапредување, подобрување на нашиот УКИМ, ќе го направиме посилен, подобар и повлијателен. Универзитетот е храм на знаење и наука и затоа сите мораме да го чуваме, да го браниме и да го развиваме. Академската автономија е клучен предуслов за постигнување на автентична мотивација за академска работа. Таа гарантира интелектуална слобода на членовите на Академската заедница и ја потикнува нивната творечка природа да го креираат образовниот и истражувачкиот процес. За да може универзитетот целосно да одговори во исполнувањето на неговата мисија и визија, необходни се многу предуслови, но пред се обезбедување на целосна, функционална, кадровска и финансиска автономија, а не само делумна, декларативна или рестриктивна. Нашата мисија ќе биде отворен универзитет со европски вредности, кој ќе стане видлив на меѓународниот високообразовен и научно-истражувачки простор. Една стара мудрост вели: направете ја вистинската работа, останатото не е важно. УКИМ треба да прерасне во универзитет на иднината, отворен за сите. Отвореноста е уште една нова вредност која го збогатува нашето портфолио. Отвореноста е вредност која обединува многу други вредности, но пред се љубопитност, храброст, различност, инклузивност и партиципативност. Организацијската култура на универзитетот ќе се базира на целосна отвореност и пристапност за секој член на Академската заедница на универзитетот, во чиј фокус се наставниците и студентите, давајќи им еднакви можности и поддршка на сите да учествуваат и да бидат носители на активности со кои ќе се зајакнуваат столбовите на развојот. Наставата и науката се основните столбови на универзитетската мисија. Иновациите и трансферот на технологија се нов столб, чија улога треба сериозно да ја зајакнуваме. Новина во нашето делување ќе биде поинтензивна интернационализација, активност која се протека и се вкрстува со сите активности на кои се темели основната мисија. Таа е прозорец кон европскиот високообразовен простор, место кое му припаѓа и науки. Нашиот универзитет располага со значаен научно-истражувачки капацитет, научно-истражувачка инфраструктура и мрежи за кои националниот високообразовен и научно-истражувачки простор станува тесен. Затоа, неговото излегување на меѓународниот високообразовен и истражувачки простор е реална, остварлива и нужна цел. Наше стратешко определување ќе биде јакнење на соработките
пред се со европските универзитети, но и со други универзитети во светот. Позиционирање на УКИМ на европската карта на успешни и посакувани универзитети во многу конкурентното меѓународно окружување, што е можно исклучиво со јакнање на внатрешните капацитети и со поинтензивна интернационализација, што ќе биде еден од клучните приоритети во наредниот 3-годишен период. Следејќи ги процесите на европскиот високообразовен и истражувачки простор, УКИМ ја прифаќа отвореноста и стратешки се определува за отворена наука. Во рамките на својата научна мисија, универзитетот го поддржува ставот дека европската наука се темели на заеднички прифатлива култура на управување со научни податоци како резултат на научните истражувања и го прифаќа концептот на отворена наука достапна за сите со цел развој на информации, на иновации и транспарентен трансфер на знаења. Отворениот пристап до научно-истражувачката инфраструктура е еден од нужните предуслови за пораст на истражувачката активност и продуктивност, а со тоа и до повисок интернационален рейтинг. Суштината на добрите и отворени универзитети е да бидат отпорни на